Дејан Андоновиќ, меѓународна политика. Некако ни се бројат минутиве, имаме 2-3 минути, но ќе ги спукаме. Но тоа е доволно да се осврнеме на завршените локални избори во Црна Гора. Мислам дека тие се по своето значење малку повеќе отколку само локални. Па првин да почнеме од регионот. Во Црна Гора имаше локални избори во неколку општини и таму партијата на Демократската партија на социјалистите на неприкосновениот Мило Џукановиќ, кој повеќе од 30 години владее со Црна Гора во сите можни геостратешки, геополитички варијанти и со лево и десно, и со Милошевиќ, и со западњаците, и со Путин, и со Бајден, доживеа повторно дебакл по минатогодишниот дебакл на парламентарните, сега и на локалните. Во Цетиње, Мојковац и во уште два града по 16 години е загуби локалната власт, што само покажува дека таа партија и таа политичка опција во Црна Гора очигледно се повеќе и повеќе тоне. Едно од причините е минатогодишниот пораз на парламентарните избори, што го направи Џукановиќ и неговата партија да оди многу екстремно десно. Знаеме што се случува со судирот пред се со србите, со Србија, ако се земе во предвид дека Црна Гора е нели на некој начин поделена држава, но и црногорскиот и српскиот народ се некако блиски, па тој откако заигра антисрпска карта, нешто како што тоа го направија хрватите, па и словенците, му се случи пораз. Ке видиме што ќе биде и понатаму. Има една демистификација на неговиот мит, бидејќи тој навистина во сите политички агрегатни состојби владее. Да, се покажа дека председател, премиер, па се повлече, член на партија, па адвокат на партија. Да, кога се повлече, отвори сметки во странство, па сега ги читаме по овие разноразни кашеа што се објават и така натаму. Што се случува со стабилноста на црногорската влада, бидејќи таа беше прилично вака таа и натаму останува нестабилна, ако се земе во предвид дека актуелниот премиер кој е избран од гласовите на србите, некако ги разочара србите или барем нивната политика, па тие сега ја преиспитуваат односот со нивниот премиер кој е ставен и за кого велат дека дојде на власт само затоа што србите гласа за него, има проблеми со српската црква. Но Сашо, јас ке скратам во име на времето. Црна Гора направи една политичка насока каде што влезе со Русија, русите таму многу инвестира, преку ноќ се обиде Џукановиќ да ја сврти политиката, отиде кон НАТО и Европската унија, го примија во НАТО и ми се чини дека ова е сметката за она што беше градено од страна на руските олигарси низ Москва. Да, не заборавиме, Црна Гора е прекрасна земја со прекрасно има море. И има море, а со тоа и геостратешки е многу важна и за истокот и за западот. Дејан Андоновиќ, благодарам. Во 9 часот и 1 минута. Александар. Јас само ќе се надоврзам кратко на вашиот разговор. Се очекува денеска да има видео разговор меѓу американскиот претседател Џо Бајден и рускиот претседател Владимир Путин. Се очекува според најавите да му се закани Бајден на Путин дека ќе спроведе остри санкции кон Русија доколку Русија изврши инвазија врз Украина. Во спротивно се очекува Путин да бара дека НАТО никогаш нема да ја прими Украина како свој член во алијансата. Кога веќе влеговме во таа меѓународна веста и во вестите, Андоновиќ само сакав да кажам дека се заканува Бајден дека ќе стави санкции на Русија, Лукашенко и Белорусија, а веќе и удрија санкции на Европската унија и на Велика Британија. И ќе потсетам уште една како вест. Во која смисла санкции? Па сите производи кои нема веќе производи од Европската унија, од Велика Британија да ги има во Белорусија. На белорускиот пазар. Белорускиот пазар и само што за крај ќе кажам. Па не сум сигурен тие санкции кога повеќе ќе го погодат. Па ја не знам. Ајде да видиме можда. И овие што купуваат производи. Сашо, можеби не знаеме колку е силна Белорусија. И сакам уште една вест да кажам во пресрет на оваа средба со видео разговори меѓу Бајден и Путин. Бајден со европските сојузници вчера договори дека унитарноста и територијалниот интегритет на Украина мора да остане, па веројатно тоа ќе бидат и позициите на денешните разговори. Да, ама Бајден не е единствениот фактор кој решава таму за таа унитарност, на другата страна стои Путин и не гледам дека нешто баш расположено околу тоа да се пазари.